64% од младите се на некој начин депресивни, имаат депресивни мисли и така се чувствуваат. 55 постојано се под стрес, 58 се анксиозни, 56% од младите имаат суицидални мисли. Дополнително 27% од младите не сметаат и не мислат дека општеството нив ги перцепира позитивно. Сите овие податоци произлегуваат од тоа како ти се третиран на училиште и дали имаш доверба да се обратиш до училишниот психолог, до училишниот педагог. Истражувањата ни покажаа дека 66% од младите никогаш не се обратиле, никогаш не ја искористиле оваа можност во училиштата. Сметавме дека е во ред да почнеме институционално да обезбедуваме поддршката преку стратегијата, бидејќи ако ние секоја година само бесплатни сесии поддржуваме, пак не се решава суштинскиот проблем. Оно што може да го направиме е да пробаме да им обезбедиме на младите дигитални алатки за ментално здраве, каде што тие не би морале да патуваат од една до друга општина. Во некои градови не има сервис за ментално здраве, мораат автобуси да фаќаат транспорт, да си го трошат цел ден од училиште или од било која друга врска која што имаат за да си го обезбедат ова. Прво, тоа би било една од позначајните работи што може за краток рок да се направи, а второ е обезбедување на поголеми, подостапни, финансиски подостапни услуги. Кога станува збор за поддршка за ментално здраве или кога имаат проблем некој за кој што сакаат да зборуваат, 36% рекле дека немаат кај кого да се обратат, немаат со кого да се посоветуваат, немаат кај кого да се олеснат или да си ги раскажат маките. И 17% од прилика не може финансиски да си дозволат советување или посета кај психолог, посета на психотерапевт, така да многу се страшни податоците и од аспект дека младите не се финансиски независни за да си ја обезбедат поддршката, но и дека не гледаат во државните институции поддршка и не гледаат дека може во државните институции да се обратат. Мислам дека овие податоци се должат на повеќе различни фактори со кои што се среќаваат младите: прво работната средина, семејството, училиштето. Ако во тие системи ти не гледаш поддршка, ако во тие системи ти си жртва на емоционално насилство, жртва на булинг, физички пресметки во училиштата, кавги во семејството, имавме и такви прашања во истражувањето, воспитни од страна на семејството, поригорозни воспитувања, сите овие тебе, да кажам, начини на однесување кои што ги гледаш кај другите ќе те предизвикуваат во иднина можеби стрес, анксиозност, кај секој карактер, кај секој млад човек тоа различно се одразува.